Почитувани, добре дојавте. Кога ги прашав издавачките куќи во Македонија, моите денешни гостинки ги посочија како дел од младата книжевна екипа на нови македонски автори кои оставаат печат на времето во кое живеем, односно ги одбележуваат последниве години. Имам големо задоволство да ви ги представам моите гостинки Хана Корнети, писателка, Ивана Јовановска, поетеса. Почитувани дами, добре дојавте во студиото на Телма. Добре најдовме. Фала за поканата. Ете ве најавив како дел од најпопуларните автори од младата генерација, бидејќи и така ве посочуваат издавачките куќи, барем поголемиот број во Македонија. И кога зборуваме за со таков епитет, кога велам млада, може ли на почеток за вас да ве прашам што за вас значи од младата генерација? Дали тоа станува збор за возраст, за естетика или за поинаков поглед кон светот, кон реалноста? Затоа што јас сум постара малку од Ивана, за мене таа е младата генерација, меѓутоа сметам дека секоја генерација на некој начин обележена со зајдгајстот на своето време, така што некогаш дури разлика од неколку години може да значи многу, а пак и ништо. Така што младост наспроти млада генерација младата генерација секогаш тие што бризгуваат свежина и некакви новитети, некаков нов глас во една книжевност, можеби нов јазик, нови влијанија. Еве, пошто бидејќи Ивана е помлада и најмлада во студиото, што за вас значи младоста, возраст или поинаков поглед кон светот во кој живееме? Го тргам тоа хронолошко означување на возраст, кое е важно и во книжевна рамка за да се означи која генерација каде припаѓа. Меѓутоа, и можам да се потпрам на последните генерации на луѓе со кои, да речеме, од 98 навака, со кои што комуницирам и јас соработувам и заедно се обидуваме да градиме нешто на сценава, кои ги земам во некој, да речеме, видокруг, меѓутоа свесна дека немаме уште некоја строга граница за да можам да одговорам на прашањето која е најновата, најмладата генерација, затоа што веројатно веќе јас не спаѓам во неа, тоа беше така пред 3-4 години. Меѓутоа, она што е заедничко за сите нив, една нова полетност и надежна нова свежина и меѓусебно читање и нешто што многу ни беше потребно и создавање на простор на сцената кој досега го немавме. Значи, во недостаток од тие точни граници на возраст, ќе кажам само дека го чувствувам по енергијата што забележувам. Ето, Ивана Јовановска има 27 години и е авторка на две книги со стихозбирки. Едната се вика На ракавот на градот, таа е првата објавена и потоа е Номадски затвори. Ни ги донесовте во студиото последните два примерока, бидејќи другите се распродадени и овие се вашите лични кои ги чувате. Ова е објаснување за публиката која можеби не ги препозна Хана Корнети и Ивана Јовановска. Хана Корнети е писателка и има објавено збирка на раскази, романи за деца и за возрастни. Последните наслови ќе споменам само некои: Каде леташ Јулија, Илина и тајните на Бабин Зап, ова е нели за деца, исто како и Илина и шумските тролови. Веројатно дел од омилените четива на помладата генерација. Првиот инаку првото дело Млечни заби, збирка на раскази и исто така некоја, како реков тоа? Тоа е не фикција, тоа е во соработка со Ивана Чаловски и Димитар Самарџиев, книга за општествената градина Бостание во Ново Лисиче. Така, ова е на англиски јазик. Тоа е на англиски, таков беше проектот на Private Print. Така, инаку Ивана Јовановска е преведувана авторка веќе на грчки, германски и англиски јазик, ако пропуштив некој. Да, сега се нижат и повеќе, румански, словенечки. Значи се ширите надвор од границите. Многумина кај нас не ве препознаваат и тоа би можел да констатирам и да кажам за жал, бидејќи ете ние на сцената, на подиумот, повеќе место им одстапуваме на некои други професии, други луѓе. Инаку, како што реков и во најавата, издавачките куќи ве посочија како дел од младата генерација на македонски автори кои ја одбележаа и годинава што изминува, меѓутоа и последниве години. Како тоа го чувствувате вие, како потврда на тоа што го работите, како обврска или како на еден начин притисок дополнителен? Еве може нешто што ви создава нова обврска. За мене многу е важно
да речеме личното препознавање не ми е толку важно колку што ме радува целиот нов бранд од кој веќе се појавува и го зазема својот простор. Тоа што го научив низ студиите и тоа што се трудам да го правам е континуирано да бидам подобра во тоа што го правам, односно многу да читам и апропо тоа да пишувам со надежда дека тоа е подобро од нешто претходно и да верувам дека тоа ќе носи некаков резултат и дека ќе биде препознаено. Многу сум благодарна за тоа препознавање, особено од ПНВ публикации кој се мојот издавач и кој првично ми дадоа шанса да отворам некаква патека со работките кои ги имам со Илика, исто така како издавачка куќа и други издавачки куќи кои биле соработници на овој пат, да речеме, кој јас го терам во моментов. Но знаеш, тоа што исклучително ми е важно е само да тоа препознавање кое сега се случува мене да ме тера да бидам подобра во тоа што го правам. Не сум толку фокусирана на дали во моментов добивам, да речеме, некаква рекогниција, туку дали јас со тоа што го правам би имала некакво влијание и импакт со моето пишување. Периодов сум повеќе посветена на тоа моето пишување да биде подобро од претходно, а мислам дека природно со тоа околината ќе реагира. Мислам, можеме да зборуваме за условите, за културата понатаму, меѓутоа еве, да речеме самата книга во Лајпциг и представувањето таму ми беше некаква потврда дека ако работам и ако сум посветена, едноставно, особено од страна, тоа ќе биде некако видливо и тоа ќе биде читано и пред се представено на некој убав начин. Хана, сакате се надоврзате? Како вие јас прво сакам да сме внимателни, бидејќи секој имало многу активности во сите генерации што доаѓале пред нас. Значи имало разни видови на изградени сцени, меѓутоа како што созреваат луѓето и имаат нови обврски и вниманието на други места им се префрла. Сакам да кажам, например, семејство работа и така натаму, така да затоа се важни новите генерации кои ја градат сцената. Јас никогаш не сум била од тој активистички аспект ангажирана како што Ивана и како што биле, не знам, претходните генерации поети. Меѓутоа го ценам нивниот напор, а не ми создава притисок дека мислам пак тоа што нашите издавачи не посочиле како популарни, тоа е во еден контекст популарни, така мислам читателите на овие издавачки куќи не читаат. Меѓутоа кога се обраќа внимание кон поширока публика, ние не сме поп литература. И во склоп на сето тоа мислам дека јас барем не се стремам кон нека квантитативна застапеност, отколку што пишувањето ми е уживање. И добро, велите има континуитет и по возрастните генерации од вас створеле и се читало во Македонија, имаме култура на читање, меѓутоа живееме во едно време кое многу сакаме низ критичка призма да го наблюдуваме и да го критикуваме, но факт е дека живееме од криза во криза, живееме во една севкупна криза институционална, општествена, па можеби и книжевна. И од тој аспект би сакал да прашам кој денес чита во Македонија поезија? Бидејќи има еден стереотип дека младите денеска минуваат многу време на мобилни телефони, на мобилни уреди, дека живееме едно брзо динамично темпо и дека никој нема време и концентрација за подолго да се задржи вниманието. Има ли, дали ова погрешна размисла? За да го отвориме ова прашање, треба да се прашаме во каков систем живееме. Капитализмот има свои барања, свои очекувања, па така и книжевноста ја претвара во еден пазар. Тоа е многу индикативно и многу специфично, особено за мала средина, каде што се поставува прашањето како се третира и пишувањето и издавањето на книги. Она што мене ми е важно е да бидам свесна дека се трудам да одбивам свесно, да бидам самата да продуцирам само поради издавањето, да речеме, да пишувам само поради пишувањето, за да се издаде нешто, само за да пополнам уште една бројка. Не е тоа важно. Свесна сум дека овде од пишување не може да се живее, а од друга страна, она што го научив и она кој што верувам го делиме ние заедно е дека пишуваме со надеж дека тоа ќе остави некаква уметничка вредност. Навраќајќи се пак на системот во кој што живееме, не мислам дека во моментот во капитализмот многу лесно може да се поврзат тие две работи, односно примарната цел, особено на помалиот пазар кај нас е да се продуцира, да се чита од пошироката маса и кога тоа не е отворено за пошироката маса, односно кога има уметничка вредност, која често не се става на пазарот на продажба, работите се комплицираат. И во оваа смисла, тоа што ми е само важно е да биде препознаено од луѓето кои се отворени за читање,
Ако може да се надоврзам со тоа што да, технологијата е проблем. Давање на деца смартфони, ја мислам дека за неколку децении тоа ќе биде строго регулирано, како што други супстанци кои сега се забранети се користеле за главоболки и така и натаму. Мислам дека кога ќе се свати ефектот што го има смартфонот на еден мозок во развој, тука веќе може ќе биде како алкохол и цигари, нешто што може после 18 години да се користи, бидејќи кога дете се навикнува, па и ние, така, кога ќе се навикнеме на толку брзи, кратки содржини, хранење на некој допамин, потреба за забава, дека после тоа кога ти треба да прочиташ книга од 270 страници, пред да ја отвориш веќе си деморализиран, нема одма да биде се тука. Кој чита? Читаат, еве за чудо читаат, баш сите ми викаат што пишуваш за деца, деца веќе не читаат. Има, се појавуваат во сите генерации. Мислам дека и јас кога бев дете, сигурно Ивана кога била дете, пак тоа било муабетот, деца не читаат. Имало деца што читаат и што им се партал книгите од препрочитување. Меѓутоа, тука исто така е проблем нашиот менталитет. Мислам исто така одговорност не е само на училиштата, туку и на семејствата да градат читатели, така да не, сега не можам да советувам како треба да се растат деца, бидејќи нити сум родител, нити сум во кожа на родител за да знам колку е комплексно, меѓутоа мислам дека сега е потешко од било кога претходно да се биде родител, токму заради технологијата. Добро, или вака да го преформулирам прашањето, кога ќе седнете да пишувате, кому вие се обраќате, како вие го замислувате, веројатно имате целна група кому се обраќате, како го замислувате вашиот читател од другата страна, тој што ќе ги чита вашите редови, што ќе ги напишете, без разлика дали е тоа поезија или проза или раскази, дали му се обраќате на некоја конкретна личност или пак на апстрактен соговорник? Мислам, на брзинка, мислам дека најважно е човек да пишува книги кои сам би сакал да ги чита. Така да ако јас би сакала да ги читам овие книги, на некој начин секој од нас има совршен читател, најчесто почнува во некаква апстрактна форма и после се конкретизира. И мислам дека е многу важно да не се потценува читателот без разлика на возраста или жанрот. И дека во комбинација некоја на тие две работи се стигнува до нешто апстрактно кој потоа зазема повеќе лица. Мене лично комуникацијата со пишувањето ми е еден многу апстрактен процес кој самата комуникација со читателот ја отвора откако ќе излезе, откако ќе се напише текстот. Се трудам прво тоа да излезе од мене и подоцна да видам со кого тоа ќе комуницира. И тоа ми се малку поразлични процеси за да се трудам да не импресионирам, ниту да се обидам да одам од некоја позиција баш на не сакам да тргнам од позиција на сакам да го импресионирам читателот, туку сакам ова да излезе од мене, да го искомуницирам и потоа кога ќе излезе такво да видиме каде и со кого може тоа да зборува и многу ми е важно ова, затоа што повторно се враќаме кон прашањето што пишуваме, ама и за кого пишуваме. Ова е многу поширока тема едноставно. И доста комплексна и веројатно ќе се навраќаме цело време. Каков е односот кон тоа што ние го пишуваме, ама и што другата страна сметаме дека се чита и на крајот на денот самиот пазар книжевен. Да, ама и тука мислам тоа ти што го, например, кажуваш неќам некого да задоволам. Тоа е важно како карактер, ако човек е колку што може да биде доследен и автентичен, ќе ги најде, ќе ги препознае правите луѓе кои ќе му бидат пријатели, партнери, соработници, што и да е. Така и се додека си доследен до себе во пишувањето, книгите ќе најдат својата публика, колку и да е таа мала или голема. Веројатно прво доследноста на некакви книжевни критериуми, некаква вредност и потоа ако тоа го задоволам, се радувам и се надевам да се поврзе тоа со тој што сака да се поврзе со тоа. И ми олеснува ова многу. Веројатно како луѓе кои пишуваат имате поизразено чувство на можеби сте посензитивни или на некој начин поинаку ги познавате и ги примате она што го пулсира вашата генерација. Што всушност новата македонска генерација еве на млади луѓе чувствува во себе? Разочараност, гнев, има ли надеж? Има многу апатија, дефинитивно има разочараност и гнев, меѓутоа има и апатија. Бидејќи мислам дека на луѓе, еве ние сме генерации веќе во независна Македонија израснати и мислам да не навлегуваме во политиката која ни го доминира секојдневието, меѓутоа не има убави млади напори како на пример не знам Зелен хуман град, еве сега да не биде. Ама сакам да кажам има секакви видови на
има позитивни иницијативи, меѓутоа повторно. Што доминира кај вашите врсници кога се дружите, што чувствувате, како пулсираат младите денес? Кога ќе седнете да пишувате, веројатно сте инспирирани од секој навиет. Бидејќи вие сте фокусирани на градот, ќе ве прашам подоцна што за вас лично како Ивана Јовановска представува Скопје, еден од најзагадените градови во светот. Мислам дека има многу болка пред се, многу колективна болка и разочарување од тоа што го живееме, од таа колективна системска неправда да се живее и во држава и во град со условите во кои што живееме. Јас сум обкружена со прекрасни млади луѓе и тие ми даваат надеж и мотивација да верувам дека покрај таа болка и апатија има и надеж тука и дека полека се буди чувството на ние нема да дозволиме ова да остане вака. Мене тоа многу ми е важно и многу ми помага во последно време да не останам во таа апатија и тоа разочарување од се што се случува. И апсолутно тоа се пресликува во тоа што го пишувам. Новата книга која ја пишуваме директна рефлексија, уште поголема рефлексија на контекстот во кој што се наоѓаме. Мојот живот лично е исполнет со млади луѓе и разговори за овие теми. Меѓутоа драго ми е што покрај таа тага и тој бес почнувам да гледам дека наоѓаме начини некако како да го артикулираме. Можеби не е доволно, но започнуваме. А независната културна сцена, особено младинска, на која што јас се наоѓам и се што се трудиме да правиме, ревносно и се потребни нови простори, например. Тие простори ќе бидат еден вид на да речеме протест и истовремено слобода овде каде што живееме. Тоа е само еден мал дел и кога ги немаме каде да го артикулираме тоа што ни се случува сега. И можеби зборувам од позиција на еден меур со инспирирани креативни луѓе, но сакам да верувам дека кога ќе се сподели ова чувство го делиме заедно и сакам да верувам дека нема да го оставиме така. Јас би сакала да не е тоа така за да не се заминуваме, за самата да не се заминам, за да не биде кој последен ќе замине ќе го изгасне светлото. Така. Хана Ивана вели болка, разочарување, но и надеж. Какви чувства доминира во вашето обкружување? Па, мислам... Што ви инспирира вас кога ќе седнете да пишувате? Што ме инспирира мене? Јас мислам многу долг период од мојот живот сакам да пишувам. И приказните, тоа што е заедничко во сите нас, човештвото под сите слоеви, тоа што мислам дека во секоја приказна може секој да се најде, нели? И мислам дека, еве например конкретно во моите книги со што се поврзуваат писатели, дека се непосредно раскажани приказни, дека им зборуваат со живиот јазик во кој живееме. Мислам има и жаргон, има и англицизми каде што се... Прашањето е повеќе во смисла дека вие како автори имате на некој начин, или барем ние како читатели очекуваме од писателите и некаква општествена одговорност. Не само одговорност контекстот, кон четивото кое го пишувате. И затоа велам, што ви инспирира од реалноста во која живеете, од луѓето кои пулсираат во вашето обкружување? Па секако дека, мислам, има бунтовност некаква, има се залагаме и мислам пишуваме за теми кои се актуелни, нели? Односот меѓу луѓето во Македонија, во Скопје, односот меѓу човекот и природата, што се проблематични. Меѓутоа никогаш мислам дека е важно во книжевност, дека книжевноста сепак не е активизам. Може да биде, меѓутоа улогата на книжевноста е на некој поинтуитивен и личен начин да отвори прашања кај читателот. Така што јас кога се бавам со општествено или еколошки ангажирани теми, не го правам тоа на дидактички начин, туку со повеќе поставување прашања низ приказната. Би додала само јас нешто, бидејќи ете можеби заземам лично на начинот на кој што се чувствувам, не можам во моментов да не бидам експлицитна и ова за кое што зборувавме и таа инспирација и тоа разочарување да не го пренесам подиректно, меѓутоа зависи веројатно и од едноставно личниот пристап и од тоа во каква форма го правиш тоа. И тука повторно ново прашање, дали книжевноста треба да биде ангажирана во моментов и што се случува со тоа прашање, односно како уметноста се менува со општествените текови и дали во моментов тоа е единствената позиција која има. Дали е односот интерактивен или само еднонасочен? Така, да, и како естетското и таа ангажираност да функционираат паралелно и тој активизам за кој што зборува Хана, затоа што многу е специфична таа линија
И интересно е тоа да се следи. Јас, например, во моментов, заедно со сите други делувања на поле на независна културна сцена, особено младинска, гледам дека природно ми влегува тоа во текстот и го оставам да биде такво, а се воодушевувам кога можам да најдам естетски посуптилна форма на искажување на истото. Едноставно, мојот гнев во моментов во тоа што го пишувам се излива прилично експлицитно. Добро, секоја чест за вас и тука треба, стварно заслужувате големо признание дека творите на македонски јазик. Тоа е нешто што создава огромен долг кон татковината, иако вие ве преведуваат веќе на светски јазици, вие сте биле на постдипломски во Турција. Што за вас значи да се создава, да се твори на мајчин јазик и како тоа придонесува за македонската книжевна сцена и генерално за опстанокот на македонскиот јазик? Мислам дека придонесот само времето може да го дефинира какав бил и каков бил. Не можеме сега во моментов да го воочиме. Инаку јас во Турција живеев 12 години и една од повеќето причини од кои се вратив да живеам во Скопје беше бидејќи мислам дека е важно да живееш во јазикот на кој пишуваш. Може некој што многу добро знае англиски да фати да пишува на англиски, меѓутоа бидејќи не живее во тој јазик, не живее на место каде што секојдневно се зборува, тоа ќе биде по студено, индиректно, престилизирано, можеби и недоволно доследно на јазикот на времето. Така што за мене пишување на македонски меѓу другото не е само зачувување на некои литературни изрази, исто така ми е и доловување на оние ретки работи кои се менуваат, зборови кои се менуваат низ времето, изрази кои се менуваат, ама исто така и уникатноста низ која на тој јазик можеш да искажеш одредени работи. Да, се согласувам. Јас мислам, јазикот како алатка сам по себе е неверојатен. И од една перспектива, колку повеќе пишувам, толку повеќе јас го откривам јазикот и јас чувствувам поголема должност да имам некој поистражувачки, поотворен пристап и уште потопол кон својот мајчин јазик, меѓутоа и да видам како комуницира со други јазици. Неверојатно кога ќе видите добар превод на ваша песна. Тоа е фантастично, затоа што ако можете да го препознаете од некој јазик, да речеме, кој го учите, или јас, например, од англиски или од шпански, кој го учам во моментов, таму уште повеќе гледате колку е важна комуникацијата меѓу јазиците и колку е важно посветено совладување на еден јазик и тоа станува лична мисија, дека ако пишувам и творам на еден јазик, би сакала да го истражувам и да го владеам уште подобро и на тој начин му оддавам некаква почит. Меѓутоа, преведувањето е една неверојатна магија и се повеќе го ценам и преведувачите како магионичари на зборот, апсолутно сваќам колку голем удел имаат во пренесување на таа магија. Кој да е јазик, дури да не го разбирам, кога гледам само формата пред себе, особено почитувам кога ќе ми биде пренесено дека е многу добар превод. Значи, таа вештина на разбирање и потоа на пренесување фантазија. И да, мислам дека тука важно е дека впрочем книжевниот добар превод е препев, така да. Не е секогаш она литературно буквалистичко пренесување на што е кажано, туку на пример турскиот е многу сега луѓе може по сериите знаат, е многу драматичен јазик. Ако јас одбиам да земам втора порција чорба, мене домакинката ќе ми рече ми го скрши срцето. И сега на пример како тоа би го превел не само од јазик во јазик, туку од контекст во контекст е како се вика, интересен предизвик. Комуникација на светови. И светот кој го создаваме во мајчиниот јазик да се пренесе во друг свет. Тоа кажавте, колку повеќе пишувате, повеќе го откривате богатството и длабочината на македонскиот јазик и да, оттаму и сакам да читам на македонски повеќе и јас самата да се образувам во таа смисла. Хана, вие пишувате и за деца и за возрастни, спомнав, имате книги за деца и книги за возрастни. Што е потешко, да се биде искрен кон детето или кон возрастниот читател? Мислам дека се различни видови на тешкотија и искреност. Предизвик кај пишување за деца е да знаеш каде е границата, зашто можеш да бидеш искрен со дете, мислам за се можеш да бидеш искрен со дете, ама поголем предизвик е наоѓање на правиот начин на кој тоа ќе го пренесеш, бидејќи има некои тешки теми во овие книги, како на пример развод, смрт на близок човек, кои не се
представени, кои не се наједноставни да се представат, така што мораше сите тие работи да бидат представени преку призмата на хероината Илина и исто така децата кои ќе ги читаат тие мигови кои можеби индифим се случиле, нели, развод на родители, починување на баба, дедо, некој близок, дека тоа се случува и дека тоа е природно и дека има убавина во тешките работи. За возрастни кога се пишува, полесно е да се без одредени филтри да се пренесат одредени теми, идеи, прашања. Меѓутоа тука па повеќе внимавам стилистички како да направам нешто, а да не е веќе клишеизирано. Јас затоа нејзиниот сензибилитет многу го сакам, затоа што го има тоа чувство Хана на следење на една суптилна линија, значи без едноставно кога ја читате, јасно ви е дека обрнува внимание на многу работи од естетска и од стилистичка смисла кои едноставно се веројатно и талент, меѓутоа и чувство надградба лична кои не се само така фрлени. Фала ти многу. Добро. Вие пак во вашата збирка на поезија пишувате за градот. Градот каде не е само декор, колку што успеав јас вака да видам, туку главна инспирација, можеби. Што за вас представува родниот град Скопје во кој сте родени, во кој живеете? Дали чувство на припадност, опстанок, идентитет или пак фрустрација бидејќи е ваков каков што е и каков што го опишуваме, еве со денови наназад најзагаден во светот? Градот како тема ми е секогаш болка, многу комплексна и со номадизмот многу често го врзувам затоа што се движам континуирано и не можам да дадам точен одговор освен на тоа дека е секогаш е некаква дихотомија, секогаш е љубов проследена со болка, незадоволство, проследено со желба дека тука може да биде добро и дека со свесноста за тоа може да се направи нешто. Особено во овие две книги јас не сум толку експлицитна, меѓутоа пишувањето за градот како топос ме натера да сватам како се чувствувам во Скопје. Дали овој град може да биде дом, што е воопшто дом, сите тие прашања произлегоа од двете збирки. И секако, особено живењето во ова време во Скопје, како едно разочарување, но и како еден простор во кој што може да се гради надеж и волја дека тука има супер луѓе и дека можеме да направиме нешто подобро за сите нас, не престанува. И веројатно ќе се го поставам ова прашање уште многу долго, особено преку таа релација што ја градам со доаѓање и заминување континуирано. И бидејќи рековте се мешаат чувствата, дали пишувањето не само за Ивана, еви за Хана и за возрастни кога пишувате е повеќе чин на прифаќање или повеќе чин на отпор? Дали вие на тој начин си се вкалапувате во ова време во кое живееме такво какво што е, или сакате на некој начин да влијаете врз реалноста, да ја менувате кон подобро? Мислам дека апсолутно не е прифаќање. Мислам дека пишувањето многу често е бунт, дури кога е приказната некоја приказна која влегува во калап, дури тогаш прашањето е зошто овој калап. Како што реков, мислам еве подиректно или поиндиректно, тука стои тоа поставување прашања, голицкање на прифаќањето на поставените норми секојдневието, воздухот што го дишаме, метафорички кажано. Мислам дека пишувањето е секогаш израз на бунт или било каков креативен израз. И далеко од тоа дека мислам, има забавен аспект. Да, сакам некој да ги чита книгите и да му биде забавно. Меѓутоа истовремено не сакам тоа да биде се што ќе. И бидејќи припаѓате на младата, новата генерација, верувате дека книжевноста има сила, има моќ нешто да промени, да менува на подобро, или незината најголема сила е во тоа како сведоштво на едно време во кое живееме, што ќе остане така запишано за секогаш? Многу сакам да верувам во тоа, меѓутоа повторно го земам предвид системот во кој што живееме. Јас книжевноста ја гледам како алатка за бунт против тој систем. И ако си дозволиме и ако ја користиме како таква, да, верувам дека може. Прашањето е што ќе победи, ние ќе го победиме капитализмот или ќе биде обратно. Не сакам да верувам дека гледајќи ги глобалните случувања и глобалните трендови во поглед на уметност и во поглед на книжевност, статистиката го кажува обратното, меѓутоа како карактер сум таква и не се откажувам од тоа. Не се откажувам. Што вам како на млади авторки повеќе најмногу ви недостига за да бидете подобра верзија од себе?
Дали ви недостига повеќе време, повеќе простор, повеќе место на сцената да се изразите или пак повеќе храброст внатрешна? Да зборувате погласно, бидејќи пишувате прецизно и јасно, меѓутоа на некој начин сте тивки незабележливи. Или сме виновни за тоа, па можеби ние медиумите? Медиумите. И мислам, општо тоа е проблем на менталитет и каков ни е генералниот пристап према културата и уметноста. Например, приказната за штурецот и мравката, нели, демек штурецот цело лето свирел, мравките собирале храна и зима му се им станало жал и го хранели иако не работел. Друга интерпретација на оваа приказна е дека штурецот им го правил, ги забавувал цело лето додека тие собирале храна и така натаму. Он го правил тоа поподносливо со тоа што давал некаја боја на макотрпната работа. И мислам дека така малце повеќе треба да се гледа на било кој вид на уметници и уметност. И сега, например, во Ирска, еве идеја за Министерство за култура, се шегувам, во Ирска почнала државата да бира уметници на кои им дава редовна плата. Не е тоа ништо феноменално, ама е доволно да може некој да пишува книги и да црта слики и да прави музика без да се бори за екзистенција секојдневно. Затоа што сепак популарната, ние не создаваме најпопуларна уметност. Никогаш нема да може. Моментално не е така да колку е нешто барано го оправда. Така да ни треба меѓу другото. И тоа ти сакаш, мислам дека подобро за медиуми можеш да. Не, јас би кажала институционално препознавање на важноста на независната културна сцена во поширока смисла на зборот. Нас не треба сепак комуникација со институции и ни треба поддршка. Колку и да сакаме да мислиме дека тоа не е така. Малите издавачки куќи овде го прават, имаат огромни напори за придвижување, меѓутоа немаме никаква национална стратегија за книжевност, а и на поле на сите уметности препознавањето на уметноста како ултимативна важност за држава и нејзиното етаблирање не е на тоа ниво на кое што мислам дека би требало да биде, за да можеме да зборуваме за ите. Иако мора да кажам дека има кај нас бев на неколку резиденции летово и бев изненадана да видам дека за разлика од кај нас, например во Србија и Хрватска, ми се чини дека Министерствата за култура не спонзорираат издавање на книги, например, или музички албуми и така натаму. Тука тоа се случува и тука тоа е нешто кул. Значи во нешто сме и подобри од соседите. Да, тоа е нешто кул и тоа е нешто добро. Не знам дали е останато од социјалистичкиот систем, меѓутоа не е се најцрно, значи има и позитивни разлики во споредба со други држави во регионот. Хана Корнети и Ивана Јовановска, ви благодарам многу за гостувањето во денешното издание, да си кажеме. Ви посакувам многу плодна мисла и уште многу дела. Фала ти многу, ние можеме да зборуваме уште толку. Да, фала многу. Во некоја наредна пригода ве очекувам повторно. Важи. Почитувани вам, ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма, имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.